Хонорарците и фриленсерите во Македонија стануваат се побројни, од дизајнери и програмери до новинари, филмски работници и уметници. Иако моделот нуди флексибилност и добра заработка, тие се соочуваат со сериозни системски недостатоци. Немаат пензиско и здравствено осигурување, тешко добиваат кредити, работат со високи банкарски провизии, а договорите им се краткорочни. Несигурни и често со доцнење на исплатите. Македонскиот закон за работни односи воопшто не ја препознава категоријата фриленсери, а ни Државниот завод за статистика не води евиденција. Според организациите што се занимаваат со оваа тема, проблемите главно се врзуваат за девизниот прилив и за неможноста овие работници да добијат основни социјални бенефиции без да основаат фирма, што значи дополнителни трошоци. Хонорарците самите сведочат дека најголемите бариери се несигурните договори, непостојаните хонорари и неможноста да придонесуваат во пензиски и здравствен систем како индивидуалци. Филмските работници, кои суштински го движат секое аудиовизуелно производство, имаат особено невидлив и нерешен статус, без можност да ги користат привилегиите од кои во други земји веќе одамна уживаат нивните колеги. Иако државата признава дека постои даночна евазија и дека треба решение, децении се чека без конкретен чекор напред.